Ја запознавме Јасмина, жена со тивка, но несопирлива сила. Самохрана мајка на 4 деца која секој ден се буди со една мисија – да им подари љубов, сигурност и иднина, иако самиот живот често ја ставал на колена. Мајка сум, самохрана мајка сум и разведена воедно на 4 деца, од кои двете се големи, а двете се малецки. Ете, за жал, првиот сопруг што беше, значи, тој е татко на моите големи деца, од 20 и од 21 година почина. По смртта, пошто бев ми исклучени од струја, бев ми исклучени од вода, заради заостанати долгови од сметки, од многу астрономски сметки, куќата наша, седејќи на свеќе, се запали. Значи, избувна пожар, не успеавме да направиме ништо, значи куќата е изгорена. Тојот едноставно почна чадот да чади. Значи, се разбудивме, тоа беше почна оган да гори. И едноставно истрчавме, кој боси, кој по чорапи, кој излеговме надвор. Тоа беше се потфатено, значи до плафон немаше ништо, надвор излеговме, беа комши собрани тука, барав, викав, помош им барав. Куќата ја оставив, за да си ги извлечам децата. Затоа што тие се најголемото богатство. Затоа што децата не се купуваат со пари. Животот не е бил лесен, но секогаш го става доброто за своите деца на прво место. Тие се нејзиното најголемо богатство, нејзината сила и причина да продолжи напред. Јас сум многу богата мајка затоа што имам деца. Затоа што имам 4 прекрасни деца, што уште ги раснам. Значи, мораш да подмириш кирија, мораш да подмириш струја, мораш да подмириш вода, мораш да купиш храна на децата, мора да јадат. Јас не можам да ги оставам. Јас не сум јадела денови за да јадат моите деца. Имало моменти кои сум легнувала гладна. Ама тие биле сити и ќе бидат и ќе се борам. И никогаш нема да се откажам. Таа вели, се радувам на животот што го имам со моите деца, тие се моето најголемо богатство. Многу е тешко да гледаш дека треба да дадеш помош на твоето чедо. А дека таа помош не можеш да имаш. Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Полицајка. Полицајка? Зошто? Да ја бранам мама Од што? од лоши луѓе. Зошто постојат лоши луѓе? Не сакаш никој да повреди мама? Никогаш повеќе? Сакам да имат нивен дом, нивен покрив. Ето, тоа ми е желбата што ми е еве овде, во ова мое срце мало што бие во моите гради. Незината приказна не беше само сведоштво за мајчинство, беше лекција за храброст, за истрајност, за тоа како срцето може да биде големо и тогаш кога животот е тежок. Работам и по цели денови сум работела. Во моментот да, сум вработена. Значи работам. Јас сум задоволна од мојата плата што ја земам. Премногу сум задоволна, меѓутоа мојата плата е многу мала. Трошковите се многу големи. Зборам целокупно за цела фамилија од 4 деца. Во случајов и јас сум. Значи тие деца треба на сабајле, доручек, на пладне, ручек, навечер, вечера. Значи им треба обувки, им треба книги. Значи им треба се. Целокупно се. За да моите деца не го осетат тоа што некогаш и јас не сум го осетила. Значи платата ми е 30.000. И нешто да речеме, некоја минимална сума. Од таа плата се плаќа 250 евра кирија, сметки за струја, ете, да заокружиме по 1802. Тука е парно,
тука е вода и се понатаму. Сакам и јас да ве поздравам од нашиот пријател Flex Credit, кој што ви донира моментално 15.000 динари, кои што ќе ги искористите за бела техника. Што вам ви недостасува во домот, тоа ќе си одберете. Многу ви благодарам. Фала ви многу. Најмногу ви благодарам. Ете, ова за мене и ова не го очекував. Значи, вака ете, емоциите ме совладуваат. Со здравје да си користите, што и да одбирате. Ми спомена дека едно од ќерките треба да прави операција. Треба да се оперисува, да, ама лекарите и викаат 50-50. Зашто се работи? Се работи за кичма. Таа е многу талентирана, исто како и големата. Значи, има многу голема желба за да учи, да постигне некоја цел. Има сега 19 години, Да, сега 20. заврши средно училиште. Така, да. Дали продолжи на факултет, дали... Не продолжи на факултет, затоа што ете, јас не можам финансиски, не можам да издржувам. А она сака да учи. Не знам колку сега ова ќе помогне за вашето расположение, меѓутоа јас имам една многу убава вест за таа ќерка. Нашата екипа и факултетот за туризам доделува стипендија да продолжи да учи. Се надевам дека сонот ќе се оствари. Јас сум ви многу благодарна, значи нејзиниот сон и мојот сон. Значи сонот на секоја мајка е сон. Кога мајката ќе го види своето дете да е среќно и да се смее. Значи мајката е уште посреќна. И тогаш нешто се промени. Нешто се отвори. Веднаш по емитувањето на емисијата стигна долго очекуваниот повик. По цели 4 години чекање, конечно беше закажана операцијата за нејзината ќерка Ангела. Операција која беше од животно значење, а која до вчера беше само желба, молитва и неизвестност. Денес, со огромна благодарност велиме, операцијата е успешно извршена. Ангела, која долго време живееше со страф и болка, денес има нова шанса. Нов ден пред себе, ново дишење. Но приказната тука не застанува. Напротив, добрината почна да се движи како бран. На Универзитетот УТМС, токму во моментите кога Ангела се опоравуваше во болница, се донесе голема одлука да ѝ се додели целосна академска стипендија. Добар ти ден, Јасмина. Добар ден. Денеска време во нини се погоди, меѓутоа овој ден ти носи и стрес и радост. Така Што се случува? Зошто Ангела денеска не е тука? Ангела денеска не беше присутна овде, бидејќи по 4 години чекање, веднаш што заврши емисијата Срце на дланка, која бев и јас како личност представена во емисијата, и се јавија дека ќе фати процедура за незината 4 годишна чекање за операција. Тоа ќе се случи утре. И од една страна сум многу радосна затоа што ќе се среди Ангела, затоа што ќе успее да застане да биде едноставно здрава личност, а од друга страна како мајка малку сум загрижена и ама сето тоа ќе се надмине во најбрз период. Така. Јас си посакувам многу здравје и со лесно да помине операцијата. Фала ви. Дали знаеш зошто сме денес тука? Искрено не. Јас ќе ви кажам. Не знам дали ти е познато ова место. Ова е УТМС, односно универзитетот во кој што Ангела ќе студира. Апа сега се расплака, Јас. Добре, многу се радувам што имаме и вакви убави моменти. Ајде да земеме стипендија за Ангела. Ајде. Леле, какво е убаво место. Нели? Прекрасно нешто, да. Ќе се допадне ли на Ангела? Јас мислам дека ќе се допадне, кога јас ми се допаѓа, значи за Ангела.
Нема никаков Се проблем. надевам дека по 4 години кога ќе има диплома, ќе навикнете да снимиме. Како излага со диплома? Ајде да одиме дека е деканат. Во оваа емотивна епизода на Срца на дланка ќе ја запознаеме силата и храброста на еден самохран татко, чиј свет се превртува наопаку од кога ќе му изгоре неговата единствена куќа што ја поседува. Вана, здраво. Здраво. Јас сум Криси, драго ми е. Вана, што се има случано? Избивнав пожар, ја бев на работа, не бев тука со малиот. Беше девојчето и мајка ми дома. Ја више кога дојдов беше тоа све изгорено. Више зашто и кај што бев и на работа немаше мрежа, телефоните не ми фаќа. Тие овде комшиве трчале, пожарна викнале, све. Дојдов се беше тоа изгаснато и пожарната се беше ако стигнав со 2,5 сати, зашто ја во шума горе стигна 2,5 сати од озгоре до куќа. Стигна од гостивар, да помогнаат другари, пријатели, имав многу, што гаснев нешто, ама ништо, не спаси не ништо, све ми изгоре. Само викам пак што ми се спаси девојчето и мајка ми, другото некој налена. Друго се може да се среди, меѓутоа човечкиот живот не може. Били четвр се од другари, од пријатели, од материјали, што ми помогнале и тоа. Со 20 мајстори не може да најдеш. Сутепане, трчајки, ево се време не дава, тоа ќе се постигне здравје. Не се стига ништо, долу сум по чирија, плачам чирија. Мајка ми, децата школа ми се во Мавро ми учат. Трчаме де на работа, де оде вака, ќе дојде село, трче в шума, ама сам човек не се постига. Со 2 деца мали, малиот пак иде со мене, работи колку може, ама мала е уште, колку може. Колку може да помогне? Колку може, се труди, еве, ова не да оди за школа, него пушти да им помогне на мајсториве, сега на работа, да си извене година. Нек не чирија сум платил, а и да се друг месец да плати. Сака да деца за јадење, тоа. Може ли да ми покажеш Хај. куќата која што изгора? Тоа зашто и тој ни ствари ништо тука. Се отиде, така? Све. Ево тамо негде девојчето рече. Од каде почнал Од тука пожарот? од позади, зашто тука ми е беше тоа жиците од струјата. Така? Од тука од позади девојчето си лежи соба. Така? Само имав овде една соба, овде као кујна беше и вама соба. И девојчето видео чат преку прозорот. На телефонот скокна од тај, кој излегва надвор, вика на баба му, баба, бега од дома изгорен. Тоа отаде право, дека овде греди, стара куќа. Немаше плоча. И тя само што излегле, се зафатило. Колку време му било потребно на минути. огнат? 5 минути само што излегла и овде, еве комшијата, не може ништо да влезе да спаса, ништо. Све дека тоа дрво и одма падна внатре и почна гори внатре. Само се спаси што имаше почва. И ништо, стварите све ми изгореа, а лишта и све. Самохран татко, кој живее со своите 2 малолетни деца и со својата мајка, е принуден од најмала возраст да ги воспитува децата на одговорност и самостојност. Дечињата ме учат цел Мавро, ме учија од овде. Прво во Гостивар, девојчето ми е 7, машкото ми е 9. Од девојчето од 5 ми отиде. Ја отидов во 5-то одделение Маврово. До сега имам таму само седено во интернатот. Момчето од 5 години го следи татка си на работа, а девојчето се грижи за домаќинството
Од кога момчето работи Со мене малиот е од 6 години. Од 6 Од години 6 години работи со шума. вас? Со мене в шума. Одиме в шума и татко Во ми колку саат станувате? 6-7. И после татко ми ќе ги товарат коњите, му подавам, ги терам коњите надоле. Се бањале в корито, дома децата. Се стопля вода. Ќе се избања девојчето кој беше при мен недава преку ден. Малиот кој ќе дај од работа. Што сакаш, кажи ми? Па би сакала да излезам со другарките в град да прошетам. Ама за да излезеш ти треба пари. Не можеш ти да излезеш и ако речат ајде да пиеме нешто, ти немаш со што да платиш. Дали никогаш си се нашла во таква ситуација ете да излезеш и да седнете ти да не пиеш? До сега ми се нема случајно. Ама сепак, ако некад одиш в град со Тоа значи другарка, дека не си излегла? Немам излезено, што треба пари за да излезеш. Ако излезеш ти треба да платиш. А еднаш тие ќе ти платат, два пати ќе ти платат, ова третиот пат не може само тие да плача, морате еднаш ти да платиш. Нивниот дом целосно изгоре, оставајќи ги без сигурност и основни услови за живот. Јас сам го видов в чати, реков чумбето не гори, реков нема друго што. И ма тера памет, реков се запаливме. И ја го став телефонот на кревет и ома излегов да видам што е. И беше пламењу више ваму влезе на комшијата, вика, гасне од тој другата страна, ама ние не сме го спушнали. И јас сам уште излегов и одма викав, бабо, извагај се запаливме. А дотидев да вадам, баба ми живаче изгореше. Отидовте се бајлето во шума на работа? Од 6 и после дојде камионот кај 12. Стари во 2-3 сатот ни се јавија куќата од ванета горите. И ние трнавме надоле, да го таривме ште малце камионот и трнавме надоле. Кога дојдовме кровот падна беше. Па имав све тука детство. Какво детство имаше? Од мали слики, све. Од самиот почеток, другарите на Ване беа покрај него, поддржувајќи го, охрабрувајќи го и помагајќи му да се справи со тежината на секојдневието. Но кога животот им го зададе најтешкиот удар, куќата во која живее семејството целосно изгоре, пријателите не застанаа. Со сочувство и решителност тргнаа од врата на врата, барајќи помош, собирајќи што можеше да се собере и неуморно со своји раце почнаа да градат повторно дом за Ване и неговите деца. Вие сте другарите на Ване. Ване е човек кој што ние сме тука. Зошто го пријавивте Ване? Ване е самохран родител на 2 деца, малолетни. Добар човек е. Август месец се случи трагедија, му изгоре домот. Сакаме да му помогнеме. Колку што имат хумани луѓе да помогнат, толку Господ да им врати на сите хумани луѓе. Кажете ми точно на кој датум изгоре куќата и со кого беше во моментот, дали Ване беше тука на денот на Тоа се деси некаде август месец, 20 август некаде. Ване беше во шума, значи да работит. Девојчето мало и мајката стара беа во куќата во моментот. И комшија забележаа тука и пристапија со гасење на помош. И дојдоа после други комшии тука да помогнат со гасењето. Што вие превземате? Ние преземаме вака првично од гостиварчани што помагаат, што сакаат да ни помогнат и доста ни помагаат, делно има помогнато со донации, со материјали, со пари, фирми и физички лица ни помагаат до сега. Меѓутоа не е доволно, треба поцени се многу пари. После настанот на пожарот, семејството момент немаше, значи, излез каде да преспиет. Одеше од куќа во куќа, значи се преспиваше. Беше голем проблем и ние кај што потекнуваме од селото, од Железна река, ја Љупче и други, се организиравме да самите меѓу себе да му помогнеме. Пошто е жалосна сликата. Знаејќи дека и сам се бори. Точно. И само иницијативно, значи бараме помош. Верувам, Ване, дека ова за многу кратко време ќе се реши и ќе имате свој дом
со услови како што заслужуваш и ти, и вашата мајка, и твоите две дечиња. Се надеваме, ево, ке ти викам од тоа до сега, пријатели, еве, што е обезбедено, им се заблагодарувам на свите што ми помогнале до сега, што е донесено, викам што трчале, еве, љупчета, побан, појка од мене, што се бореле, што ми обезбедиле. Че ги замолам дали се слободни да помогне малце. Највише сакам само да ни се направи куќата, пошто тука сум навикната и тука пак сакам да се вратам. Тоа ми е најтешко што изгоре куќата. Добар ден. Срце на дланка денеска се наоѓа во село Николич. Николич пак се наоѓа недалеку од Дојран. Дојдовме да ја посетиме една мајка, која што е мајка на 8-годишната Јована и на 4-годишниот Мартин. Таа е самохрана. И секој ден станува само за да се моли за подобро утре и за повеќе надеж. Од мирното езеро на Дојран, каде водата ја носи тишината на векови, преку старите камени патеки и дворови што шепотат спомени, се раѓа приказна што го трогнува секое човечко срце. Приказна за 3 мали души што се борат за секојдневието, за мајка што не се предава и за баба чии раце, иако уморни, се уште држат цел дом исправен. Ова е приказна за храброст, за љубов која не се мери со пари, за надеж која сјае и кога животот ја гаси. Здраво. Јас сум Криси, драго ми е. Јас сум Илица. Ние сме екипата од Срце на дланка. Кажи ми како си? Добро. Сама се пријави во Да, нашата сама. емисија. Зошто, љубица? Па, Што се случува? Децата да имат по-убава иднина, за да можем да си најдеме работа. За тоа го дадов Срцето на дланка, Така. за да имат по-безбеден живот. Дали барате работа? Да, барам работа. Значи првично е Да, аполот. првично работа, па после тоа децата да имат соба, безбедна иднина, значи Поубав живот. по-убав живот. Дали ќе ме поканиш внатре Да, како добра ќе те домаќинка, поканам. за да можеме да се Да. направиме муабет Да. за твојата приказна? Да. Здраво! Дојди да ме гушнаш? Како си? Добре. Дали некој ти кажал дека личиш на Снежана? Да. Да, многу си убава. Здраво, батко. Здраво. Како си? Како се викаш ти? Мати. Мартин. А ти си Спајдерман? Да. Стварно? Да. Гледај. Пст. Вака прави Спајдерман? Да. Мрежа? Има? Добар ден, јас сум Криси, драго ми е. Мајката, жена која животот ја принудил да порасне побрзо отколку што посакала, секое утро станува пред сите. Ги буди своите 2 мали дечиња. 8-годишната ќерка што сонува големи соништа и 4-годишниот син кој верува дека светот е добар. Ги облекува, им подготвува појадок, ги носи во училиште. Љубица, дали ќе може да се прошитаме низ ова скромно домаќинство? Може. Може ли да му однесеш во тоалетот? Може. Ајде, повели. Љубица, зашто е ова корпа со алишта тука? Зашто немаме машина за алиштата да ги периме. Затоа е. Ова, Дали зимно време со нешто топлите тука? па,
на плин грееме, некој пат вода, некој пат соларното. Ама најповеќе на плин. Со плин ги Да, со грееме вода тенџере? со тенџере, да, за да се баниме. Грееме вода кога е ладно и А дали има грејно тело за да можеш да го нема стоплиш овој грејно простор? тело, не. Нема Како грејно зимно тело. време функционира таа? Па ладно, многу е ладно за децата, многу, значи нема топлина, нема. Добро, а како функционираш со тоа што кога ќе ги избањаш со топла водичка и потоа треба да ги изнесаш, да ги однесеш до оваа просторија? Што се случува тогаш? Па тогаш многу ни е ладно. И ладно и ние додека да ги облечам. Додека да ги облечам, додека да ги... Дали тогаш можеби шоаричката. срцето ти е најскршено? Да, најскршено ми е. Кога не можеш да им дадеш Да. топлина и кога знаеш дека во не, моментот најскршено смртуваат ми е. децата. Имате уште Да, една просторија, да, така? Да, Љубица, овде немате под. да, немаме, зашто има влага и не е удобно за топлина, за такова нема топлина. Така. Значи, А што ви е ова? Мушама ли е ова? да, мушама е ова, зато има влага од се рони зидот. Значи, не е удобно за седење овде. Љубица, кој седи во оваа соба? Само летоска ја користиме. Зимовска не, само летоска кога Кога е топло, кога можете да седите? можеме да седиме. Дали тогаш можеби се одвојувате бабата да спие тука, вие таму со децата или обратно? Не, значи таму спием, само тука летоска на дена седиме. Вечерта иначе таму па се спиеме, тука не спиеме. Што најпрво би сменила Најпрво во домов? е да има една соба барем. Оваа соба би ја уредила за своето девојченце? Значи една соба барем да има девојчето да има да хуманите граѓани да помогнат, ако сака да помогнат, да има девојчето барем една соба одвоена, да не сметиме на брат ми утро на брат ми на децата. Мајката останала сама со две мали деца. Сама ја носи тежината на деновите, сама се соочува со грижите. Работи каде и кога ќе најде можност, чисти, помага, прифаќа било каква работа, само ако има кој да ги причува децата. Но тие можности се ретки, а потребите се секојдневни. Оброк, облека, лекови, тетратки, книги, превоз. Секој ден е нов предизвик. Љубица, која е твојата приказна од кога си сама со своите дечиња? Па 4 години сум сама со моите дечиња. Самохрана мајка сум, разведена. Го дадов срцето на дланка зашто да имат моите деца по-убав живот, по-добро утро. Значи да имат соба, детска сака девојчето. Со нив живее и нејзината мајка, бабата. Но таа не е само член на семејството, таа е темел. Со скромна пензија, што едва истигнува за леп, лекови и неколку сметки, бабата дава се што има. Понекогаш и повеќе од тоа. А има уште нешто што тешко и паѓа. Девојчето повеќе од 1 година не е однесено на очен преглед, иако има потреба не затоа што мајката не сака, туку затоа што немаат пари за тоа. Најтешко ми е дека девојчето треба на контрола да оди за очила, за очите. Не можам да им возможам, мајка и не е на работа, мојата пензија недостасува да им дадам да оде на контрола и не отиде на 1 година. Сакам да им дадам се, најтешко ми е и кога немам, ми е тогаш најтешко, кога не можам да им дадам. Кога не можете да ги однесете на лекар? Да ги лекар? однесеме на лекар. Мајка и некојаш ги носи, со комбе ги носи. Што е на очињата всушност? Окото ја е затнем каналчето, уште од мала, и рекла дека треба да носи очила и секој 3 месеца доде на контрола да видат дали им се подобрува каналчето и дали треба да им се сменат стаклата.
треба да ја носи на контрола, не можам да ја дадам пари да одат на контрола кога немаме. Тоа ми е најтешко во животот. Еден ден на училиште, кога сите деца раскажувале што правеле за време на одморот, таа Тивко кажала дека и таа била на патување. Кажала бела лага, само за да не биде единствената што не отпатувала никаде. Дома цела ноќ не спиела. Малечкото срце и треперело не од страв, туку од грижа. Кажи ми што ти било најтешко, Мила? Ти не можев да одам на одмор. А каде беа твоите другарчиња на одмор? На Грција. И ти што кажа на училишта? Ти бев на Албанија. Јас не сакав да кажам не бев. Ми беше страм. И јас кажав ти бев на Албанија. Ти беше единствената што немаш одидено на одмор? Да. Сакам да најдам работа, като најпрво. Немам услови водник, перауна, немам, затоа ги мијам надвор се доите кога не врна. Кога врна ги мијам во купател. Значи, што ви е најтешко? Што ви паѓа најтешко? Најтешко ми паѓа кога нема работа и кога нема децата дом, кога нема иднина. Најтешко тоа ми паѓа кога не сум на работа, да сум на работа за да можам да ги прехранувам, за да можам да имат они побава иднина. Да бидеме дел од нивната приказна, да бидеме дел од нивниот спас. Да подадеме рака, да подадеме љубов, да подадеме срце на дланка. Денес во Срце на дланка ја откриваме приказната за родители и нивните 4 малолетни деца. Тие живеат во екстремно нехумани услови, а тие мали 4 звездички заслужуваат да имаат убаво детство, да имаат топлина и љубов, а ние сме тука да им помогнеме. Здраво, Мила. Здраво. Како си? Добре. Мила, зошто не повикавте? За да, ако може, некој да ни помогне за обврска с куќите. За да средиме куќичката, да имате подобри услови за живот. Дали ќе ме запознаеш со твоето прекрасно семејство? Да, изволте. Здраво, дечки! Како сте? Здраво. Здраво. Денес во Срце на дланка ќе ја слушнете приказната на едно скромно, но борбено семејство од Богданци. Семејство со 4 прекрасни дечиња, кое секој ден живее во услови што ниту едно семејство не заслужува да ги почувствува. Во куќа стара и разнишана, без основни услови за живот, тие се борат да обстанат со една единствена плата. Во дворчето пред куќата мал импровизиран тоалет, а во домот просторија што служи и како кујна и како бања. Топлата вода ја загреваат на плинско, а децата ги бањаат во корито. Но она што најмногу трогнува е дека и во најтешките денови, ова мајка и овој татко никогаш не дозволиле нивните деца да трпат, да бидат нечисти или да не почувствуваат љубов и грижа. Мила, може да Може. одиме да прошетаме? Изволте. Ова е ходникот тука. Ова е кујничка? Да. Имате вода, така? Да, има. Тука? Има. Има и овде ги бајнеме децата. Каде ги бањате? Па овде со корито. Овде си правиме једење на плинско.
А тука кој спие? Не спие некој пошто тече тука. Каде тече, Мила? Оваа страна најмногу тече. И тука тече. И затоа со неа користим. Така, овдека ви е машината за Да. перење, тука ви се фрижидери. Фризер, само ова работи, два не. Смеам ли да отворам да видам што имаш во Може. моментов? Ајде, друг имате уште една соба. А овдека немате прозор? Нема. А зимно време кога ги бањате децата? Зимно време и в другата соба. Аха, во Кај другата што- собичка. Да, Аха, тука на дрва се на греете? дрво. На дрво. Како спиете? Па тука јас со 3 деца и тука Сопругата. да. Џидовите ви се со мувла. Да. И тука знаам некој пат да протече, ама не толку. Протекува? Протекува. Ако Знам. има повеќе денови повеќе дожд? денови, да. А пилени на колку време минува? Колку еден пакет пилени за колку време ви? Па се зависи колку пакета. 2 пакета големи секак месечно. 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 Од 2 може 30, зависи. Може ли да ме однесеш до вецето? Може. Фала ти. Ајде, Мила. Гледам овде сте ставила нови прозори, тоа ме радува. Веројатно веќе не ви дува. Не дува, воа ми го дада еден пријател. О, браво. Иначе и таму А имаше. овдека шпоретов овој не работи? Не, ништо не работи тука. Добро. Навака одите за во тоалет? Да. Каде Ова ви е тоалет. тоалетот? Да. Каде? Овде. Ова? Да. Овдека? Да. Овде. Овдека одите во тоалет? Да. И децата зимно време одат овде? Да. Нема каде. А зошто се овие работи? Тие не се мои. Колку е тешко Многу е тешко. зимно време да се оди тука во Многу е тешко. импровизирано. Многу е тешко. Многу. Претерано. А струја таму? Нема. Па децата како одат навечер? Нема навечер, вонка негде. Ке застанат ти и готово. Нема струја позади. Мајката секој ден бара работа, таткото работи колку што може, но со една плата семејството едва и преживува. Ми имаме едно старо веце, позди куќата, таму одиме. Овдека одите во тоалет? Да. И децата зимно време одат овде? Да. Нема каде. А каде ги бањаш децата? Во корито. Каде, Дома внатре? во собата, да. Немам доволно услови. Со една плата не се живее. Не може ништо да направиш. Па јас барам работа, за да бидат моите дечка, мислам за да бидам вработена, за да преживеуваме со 2 плати е по-друго. Така? Да. А сега со една плата како преживувате? Ми не преживеуваме нај, пошто струја, водичка да платиш. Колку ти се трошоците? Минимално ми се трошоците околу 200 евра месечно. Ми 200 одат. евра месечно, минимални трошоци. А твојот сопруг е на минимална плата, верувам, Да, така? да, да. Значи 10.000 динари имате само за храна. Ами пампрес, млеко, влажни за момичката. И тоа ми оде месечно, по 3.000 4, секак. Најмала е Мила, дете кое 8 години не дувнало роденденска свеќа. Кога ја прашавме што би посакала, рече само торта и една свеќа. Каде славеше роден ден? Дома. Другарчиња ти дојдоа? Да. Колку другарки имаш? 2. А имаше торта? Не. Зошто? Оти нема пари да купат. Каква торта сакаше да имаш? Мики Маус. Каков роден ден посакуваш ти? Јас посакувам роден ден да ми биде со торта и да имам нешто там на масата. Благо и нешто така сокче и воичка. Не дуваше свекичка?
Не. Ти замисли желба во моментот? Да. Која ти беше желбата, Мила? Да имах торта. Никогаш не си имала торта до сега на твоите родендени? Да. Кога ти е роден ден, Мила? У март на 19. Мајка, татко и 4 дечиња. Живеат во стара и разнишана куќа без основни услови за живот. Во една просторија е кујна и бања, а децата се бањаат во корито. Мајката секој ден бара работа, таткото работи колку што може, но со една плата семејството едва и преживува.